Почитувани, жалиме што 100-годишнината на албанското знаме се претвори во алатка за дневно политички злоупотреби од страна на владините коалициони партнери. Наместо еден ваков јубилеј во ваква ситуација да се искористи како повод за помирување и обединување, владеачките партии го продолжија нивниот договор за хаос, а јубилеот го злоупотребија за нови поделби и нови меѓуетнички тензии. Опасната игра на Груевски и на Ахмети за лажен патриотизам и популизам веќе добива загрижувачки размери. Веќе нема дилеми дека е договорено овој лажен патриотизам да ни се сервира во фази. Ред лажен патриотизам и популизам на ДУИ, па ред лажен популизам и патриотизам на ВМРО-ДПМНЕ, се во насока на подигање на сопствениот рейтинг. Фаза на ДУИ со Слупчане, фаза на ВМРО-ДПМНЕ со закон за бранители, па фаза на ДУИ со училишните табли во Чаир, па фаза на ВМРО-ДПМНЕ со спојувањето на паралелки во аеродром. Сега е наред повторно ДУИ со изнасиленото и крајно провокативно поставување на албанското знаме, без да се води сметка на чувствата на сите граѓани. Фактот што на оваа провокација Груевски се однесува како да е паднат од Марс и глуми дека не знае што му се случува на територијата на државата е најдобар доказ дека се работи за однапред договорен хаос. Стабилните меѓуетнички односи се еден од фундаментите на македонското општество, а зачувувањето на оваа стабилност мора да биде приоритет на секоја власт. Наместо владините партнери да бидат пример како треба да се негуваат меѓуетничките односи, тие се најлош пример како не треба да се злоупотребуваат меѓуетничките односи за дневно политички цели. Ваквиот неодговорен однос прави ненадомеслива штета за стабилноста на државата и неповратно ги нарушува меѓуетничките односи. Затоа ги повикуваме владините партнери конечно да се вразумат и да престанат да ја држат Македонија како заложник на нивните политички апетити. Благодарам. Дневно политичка, вулгарна цел за подигање на сопствениот рейтинг кој еминентно секој ден се повеќе и повеќе им тоне. Доколку нема други прашања, благодарам.